Од една страна скапи лекови и уште поскапи лекарски услуги, а од друга нема лекови на рецепт и долги чекања за на лекар. Добре дојдовте во ова издание на темата на неделата, во која говориме за приватното и јавното здравство. Македонските граѓани постојано се прашуваат зошто и покрај големите вложувања во јавното здравство се уште се соочуваат со турканици и со месеци чекање на лекар. Токму затоа тие често се принудени да се лечат приватно. Пациентите мака мачат и да најдат лекови од така наречената позитивна листа. Како главни причини за ова се наведуваат немањето пари во здравствениот фонд, но и нерационалното трошење на лековите. Во аптеките лековите кои за граѓаните се натовар на фондот се појавуваат во почетокот на месецот и потоа брзо ги снемува. За повеќе од луѓето нејасно е зошто ги нема неопходните лекови кои може да ги купат приватно. Во меѓувреме на граѓаните им се препорачува во секој случај да навратат во текот на денот, зошто можеби некоја кутија лекој е неопходна ќе се успее да се најде. Честиот недостиг на лекови од позитивната листа според упатените е последица на неколку проблеми од кои дел се од економска природа, а други се последици на проблеми со нерационално трошење на лекови. Председателката на фармацевтската комора, професорката Бистра Ангеловска, вели дека квотите во аптеките се модел со кој фондот се труди ограничените средства од буџетот за лекови да ги распредели колку толку рамномерно, за да може на граѓаните да им бидат достапни лековите кои се натовар на фондот. Пациентите кои што имаат хронични заболувања и кои што постојано си ги земаат лековите, се снабдуваат во почетокот на месецот и тие се снабдени. Може да се рече дека тука не е толку остра и загрижувачки недостатокот од лекови. Меѓутоа, постои еден друг проблем. Закутните болни, за кои што ќе се јави проблем, при крајот на месецот ќе отидат на лекар, особено за децата, веќе аптеката нема квота за да може да им го издаде лекот на товар на фондот. Таа дополнува дека стручни групи со фондот работат за да овозможат во иднина квотата да трае подолго време. Како една од причината за ситуацијата подолго време се наведува и преголемото трошење на лекови во земјата, иако не е јасно зошто тој процес е толку комплицирано да се стави под контрола. Но за многумина од граѓаните исто така останува нејасно зошто и покрај тоа што во здравството со години наназад се вложува огромни пари, со кои во болниците и клиниките се набави опрема во повеќе области, пациентите се уште често се принудени да одат во приватното здравство, зашто апаратите не работат, има гужви и за услуги треба да се чека со месеци или нема реагенси. Упатените сметаат дека во болничките установи работата мора да биде подобро организирана и предупредуваат дека државата треба да биде загрижена од тоа што приватните болници, кои речиси 90% работат без здравствено осигурување и во кои пациентите си ги плаќаат услугите од сопствен джеб, се полни како и државните. Значи, вие можете да ги видите приватните болници дека се полни со пациенти, исто така како и државните. Меѓутоа, фактичката ситуација укажува дека нешто не е како што треба. Тој е главниот индикатор преку кој што вие проценувате дали еден здравствен систем е успешен или не. Колку граѓаните се изложени на приватни трошоци. Кај нас се изложени на повеќе од 40% од скупната здравствена потрошувачка. И тоа на некој начин е еден од клучните индикатори дека нешто не функционира. Владимир Лазаревиќ вели дека и приватниот сектор треба да се интегрира во системот на здравствена заштита и да биде уште поотворен за граѓаните. Тој порачува дека се додека осигурувањето не ги покрие дел од трошоците, луѓето во земјата континуирано ќе бидат изложувани на приватни трошоци од джеб кои ги осиромашуваат. Одиме во Грција, каде што финансиската криза, но и лошите реформи во здравството ги принудуваат луѓето да се снаоѓаат. Еден од нив е и пензионерот Дионисиос Асимакопулос, кој, кога му завршуваат лековите за проблемите со дишењето, оди во едно од најневеројатните аптеки во Атина. Таму лековите се бесплатни. Луѓето кои ја поседуваат оваа аптека велат дека ги одржува во живот, бидејќи не можат да си дозволат сами да ги плаќаат лековите. Меѓу напуштените стадиони и игралишта кои датираат од Олимписките игри во Атина во 2004 година, социјалната волонтерска аптека Хелиникон повеќе од 7 години снабдува со бесплатни лекови стотици сиромашни пациенти, одржувајќи некој од нив во живот.
Мојата сопруга и јас сме невработени повеќе од 2 години. Секој месец ни требаат околу 150 евра за лекови, вели Асима Копулос, поранешен пекар. Δωρεάν υγεία, όταν άμα σου παρέχουν τα πάντα δωρεάν. Όταν πληρώνεις τα φάρμακά σου, όταν θες για να πας στο γιατρό 3 και 4 μήνες, αν είναι κάτι επίγον, δηλαδή τι πρέπει να κάνω. Основана во екот на должничката криза, аптеката работи на донирани лекови и медицински материјал. Околу 40.000 луѓе, многумина од странство, ни носат лекови, вели дежурниот фармацевт Димитрис Παλάκας, додавајќи. Ήδη η ισορροπία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού συστήματος υγείας είναι υπέρ, όσο υπολειτουργούν οι δημόσιες δομές, αυξάνονται οι ιδιωτικές. Друг пациент кој чека на ред е Ахилеас Пападопулос, пензиониран оперски пеач. Неговата пензија од 700 евра не е доволна за покривање на антибиотиците за кои е дојден. Εγώ παίρνω μια σύνταξη πολύ μικρή. Δεν μπορώ να πω, πάρα πολύ μικρή και δεν φτάνουν τα χρήματά μου για να πάρω και τα βολεύω όπως μπορώ. За време на речиси еднодецениската борба на Грција против заканувачкиот национален банкрот, беа наметнати големи кратења и штедења. При тоа, јавното образование и здравството беа најмногу погодени, од тоа што земјата изгуби 1/4 од нејзиниот национален производ. Во услови на отпуштање, намалување на платите и зголемување на даноците, многумина не можеа да ги исплатат нивните придонеси за социјално осигурување и беа оттргнати од здравствената поддршка обезбедена од државата. Само 11% од грците во моментов може да си дозволат приватно осигурување, кое дава целосна здравствена покриеност, вели Григорис Сарафијанос, шеф на Сдруженијето на приватните грчки здравствени клиники. Според одделот за национална статистика, грците во 2016 година плаќале над 34% за нивните медицински трошоци од сопствениот џеб. Кризата откри огромни државни недостатоци, вели Πέτρος Μποτέας, член на здравствениот тим на Χελινικόν. Ανοίξανε μεν το σύστημα υγείας, αλλά αντί να αυξηθούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, ελαττωθήκανε. Λοιπόν, τα χρήματα για φάρμακα κλπ. Αντί να αυξηθούν, ελαττωθήκανε. Δηλαδή, με την υπογραφή των μνημονίων, δεχτήκανε περικοπές να γίνονται κανονικά, όπως γίνονται σε όλους τους άλλους τομείς. Тој додава дека има долга листа на чекање за на доктор, а закажувањето некогаш и по 3 месеци. За да се избегне долгото чекање, особено во итни случаи, многумина се принудени да бараат приватна здравствена заштита, без оглед на цената. Во моментов во земјава има над 120 приватни клиники. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари и искуства, што ги имате за јавното или за приватното здравство. До гледање.